Ајде, добро вечер. И 30 се вклучуваме во нашиот лайф со нов гостин. Интересна тема и оваа вечер. Вечерва ќе не дружи нашата Светле. Сега само да ја прифати поканата и да се придружи на овој лайф на Вест од свест. Ќе зборуваме за нешто интересно, малку ќе продолжиме, како едно продолжение од минатиот пат. Нешто каде што застанавме и сега едноставно продолжуваме. И ќе стане збор малку и за стравот, ќе стане збор како ние кога се чувствуваме во некоја емоција на страв, како од неа да создадеме доверба. Бидејќи енергијата е нешто што постојано струи. Таа, знаете, дека не се губи, но оно што можеме да направиме е да направиме незино пренасочување. А кога веќе ја имаме во толку голема количина, бидејќи стравот навистина создава огромно чувство и огромна количина на енергија, наше е само да ја пренасочиме и да се најдеме во една добра состојба. Замислете стравот да работи за нас. Вау! Кој е откритие? И дали е тоа можно и како е тоа можно? Еве, Светле си, чекаме да ни се вклучи и да сподели незини искуства, незино видување на нешто што се вели енергија, која што ја пренасочуваме да ни користи, да ни биде корисна. Многу често се наоѓаме во позиција кога сме премногу исплашени, кога се сомневаме во себе и најчесто кога се сомневаме во себе, таа несигурност создава некоја состојба која што сигурно не ни е посакувана. И најчесто знаеме таа состојба да ја окарактеризираме како негативна, а емоцијата која ја предизвикала таа состојба повторно да ја етикетираме како негативна. А не се работи ниту за позитивна, ниту за негативна емоција, туку се работи за емоција. А според нашето доживување во даден момент, ние и даваме етикета. Знаете како кога ќе дадат производите во една продавница и ние само ги етикетираме. Ги лепиме и дури и составот им го пишуваме. Сега да видиме Светле само дали ќе не прифати, еве. Ја очекуваме секој момент. Ајде да видиме. Чекаме да се вклучи и да не дружи. Ако имате, знаете, веќе ви благодарам што сте тука во оволкав број. Ако имате некое прашање, кое што е поврзано со денешната тема, а денешната тема е енергија на доверба наместо на страв, како да ја смениме, слободно можете да поставувате прашања во врска со темата на кој што можеме да ви одговориме заедно со Светле. Ајде да видиме дали се снајде Светле да ја прифати поканата и да учествува со нас заедно на ова наше дружење. Еве вака, бидејќи гледам дека некои што се заеднички познаници може да ја исконтактираат. Добро вечер. Така е, Марија. Можете да ја исконтактирате, чисто да и дадете насока за да ја прифати поканата, како би можела да се придружи на нашиот вечерашен лайф. Како сте во ова неделно? Веќе вечер е, ни падна вечерта, е онака неделно вечер е пред почеток на работна недела. Можете да напишете во коментар, чисто една интеракција. Еве, јас можам да споделам со вас после
на едукација која што поминав до 20 часот и 5 минути mindfulness едукацијата, феноменално се чувствувам, баш исполнето со енергија, наместо заморно, како што некои милуваат да кажат после работа. Не, кога работата представува уживање, тогаш навистина е и задоволство. А верувате или не, на секој еден од нас единствена цел што ја имаме и во животот ни е постигнување на задоволство. И се што ни причинува задоволство, ние го работиме и го правиме со елан и со еден ентузијазам, кој што ентузијазмот е главната емоција која што всушност треба да не води во животот. И сега да видиме дали ќе успее Светле да се вклучи. Ајде да видиме. Светле. Да, Светле. Репост. Добро. Не знам што се случува. За да видам што се случува, треба да... Добро. Ајде да видиме. Ајде сега да се надеваме, дека да веруваме дека ќе се вклучи. Конечно. Да. Ајде да видиме. Дали имате прашања? Дали излегуваат некои прашања, произлегуваат, проблем со техниката. Аха, окей. Окей, Светле. Те чекаме, тука сме. Како и да е. Добро, ми пратила реквест, Арно, ама нема кај мене реквест. Добро. Ајде да видиме. Епа. Ајде. Еве, да, поканете. Нека се вклучи, само нека прифати. Оно што јас можам да ви го кажам е дека, оно што го кажав и на сам почеток, дека енергијата е всушност насекаде околу нас. Дури на тоа што сидим, столчето е еден вид енергија кој што е всушност малку подсврста, покрута форма на енергија, која и затоа ја гледаме опредметена во буквално во реалноста, во нашата реалност. Стравот, како што напоменав на сам почеток, и љубовта се емоции кои што ги имаме, значи, постојано и кои што имаат иста јачина, меѓутоа од позитивна и од негативна страна, како што би сакале ние да ги наведеме. Оноа што ние, како свесни битија го правиме, е нашиот избор. И за да избереме на која страна сакаме да се најдеме, ни е потребна нашата свесност. Сега, тука нашата свесност игра огромна улога како ние можеме, значи, да пристапиме на тој избор, затоа што истата јачина, истата огромна сила. Конечно, еве ние и Светле. Добро вечер, Светле. Добро вечер на сите. Добро е, на крајот успеавме. Тоа е техникалија, Супер, супер сме. Добро вечер на сите, се извинувам за техничките пречки.
на Но тоа не еден можеме да влијаеме. не можеме. И тоа се случува кога одиме во живо. Така е, така е. Да. Секако, што водиме во живот, тоа е и еден огромен бенефит да видат луѓето дека не е се совршено, затоа што обично перфекционистите бараат совршенство. А не е суштината во тоа да бидеме онака совршено феноменални, туку да ја прифатиме нашата несовршеност во нашето совршенство или совршеноста во несовршенството. Така што не секогаш перфекционизмот е нешто што може да ни служи, да ни користи, и поентата е да се снајдеш во сите ситуации, па дури и во вакви непредвидени ситуации, и како ќе исхендлаш со целата ситуација и како ќе се носиш во неа и со неа. И тоа е умешноста на живеењето, а не оноа да ни биде се подмачкано и се како што треба. Епа, луѓе, супер сме. Како се чувствуваш, Светле, сега? Па да ти кажам, одлично. Пред се еве да се заблагодарам на поканата, да чест и задоволство ми е да бидам ваша гостинка во ова лайв видео. Да се заблагодарам на сите присутни кои што се вклучени оваа вечер со нас, кои што решиле квалитетно да потрошат 1 час. Така е. Супер. Ти благодарам и јас што ја прифати поканата и еве, заедно сега ќе отвориме една многу интересна тема, која што јас веќе малку ја почнав околу енергијата, стравот и љубовта, бидејќи нашата доверба се базира на љубовта, а нешто друго, нашиот сомнеш, се базира на стравот. И еве поздрав од Теодора до мојата Цеце, така што имаш поздрав и поддршка и покрај техникалите. Така што секако имаме тема која што навистина вредеше да се почека, затоа што ќе споделиме интересни искуства, интересни сознанија и интересна пракса која што ви можеле слушателите и гледачите да ја спроведуваат уште сега и веднаш. Повели, Светле, ми интересира твоето гледање, твоето гледиште и твојот став околу енергијата. Бидејќи покрај тоа што си навистина успешен менаџер, првенствено на сопствениот живот, потоа на сето останато што се случува, како ти ја канализираш твојата енергија? И како мислиш ти дека секој од нас има можност да управува со енергијата? Така, благодарам. Благодарам на прашањето. Сите ние сме енергија. И се околу нас е енергија. Дрвото вибрира на одредена енергија, на одредена вибрација. Ние, во зависност од моменталната состојба на нашите емоции, на тоа како се чувствуваме, така исто и ние вибрираме. А поентата е колку ние умееме да контролираме, да се внесеме во позитивната енергија или да се внесеме во помалку позитивната енергија, сакам да ја речам. Така е, така. Да не ја викам негативна, туку помалку позитивна. Така е. Така што сметам дека човек кога почнува духовно да се буди и да ги бара духовните вредности кои што сепак се наши водилки, тогаш значи почнува и да ја разликува енергијата, да си ја препознава најпрво својата лична енергија, како вибрира, што чувствува, каде го носи таа енергија на крајот на денот. И тогаш се полесно веќе ја приметуваме и енергијата на луѓето околу нас. Знаете, неретко може да сретнете некој кој што ќе рече: се сретнав таму со една пријателка, денот ми го утна,
Аха, добро. И интересното е што пријателката немала намера да ја го утне денот, туку едноставно пријателката во тој момент ете вибрирала со некои пониски вибрации, кои што нели на астрално поле успеала да ги пренесе на соговорничката. И сега околу стравот е една емоција која што навистина е со многу ниски вибрации, толку ниски што може да предизвика кај нас чувство, дури и чувство на депресија. Мислам, непријатно чувство, константно кога е човек со таа емоција на страв, значи може да предизвика дури и депресија. На некој начин и секако поврзано е да стравот ни е некој пат предизвикан навистина од надворешни фактори, кои што нели не можеме да ги исконтролираме. Меѓутоа, интересното е што најчесто стравот е нешто кое што се раѓа во нашиот ум. Така е. Овде веќе, ако го освестиме тој момент, и ако се трудиме да го контролираме нашиот ум и нашите мисли, да не дозволиме да лутаат по тие простори, значи тогаш многу лесно можеме и да почнеме да го владееме. Добро. Добро, супер сме. Супер сме. Е, така. Значи, тогаш можеме многу лесно да владееме со... Тогаш можеме многу лесно и да владееме со моменталната состојба и тој страв да го свртиме во обратен правец. Значи, од страв да одиме во доверба. Ете така. Убаво кажано, супер. Ти благодарам. Поентата е токму тоа, како ние да го пренасочиме, да ја пренасочиме енергијата, затоа што тоа е набој. Нели, набојот се создава дали на позитивниот или негативниот пол имаме набој. Кај магнетот, например, имаме набој. Батеријата има нели и позитивен и негативен пол. Двата пола се подеднакво потребни. Тоа е многу интересно. Затоа што батеријата ние ако го исклучиме тој негативниот, таа сама по себе нема да работи, само со еден пол. Значи за еден раст наш, значи за едно битисување тука, за едно живење, ни се потребни токму и двата пола, кои што се надополнуваат еден со друг и наше е да создадеме еден баланс и да успееме да канализираме енергија, односно позитивен, негативен, да ја пренасочуваме и да создаваме баш онака еден добровид за себе, една убава состојба, да се носиме во добра состојба, без разлика на сето тоа што се случува. Како што го каже и ти, некого ќе сретнеме и мислат дека готово им се расипал денот, а во суштина во тој момент само ја предаваме диригентската палка на другиот и тој диригира буквално со нашето живење во текот на тој ден. Односно, како ќе би помине денот. И една ситуација и ќе речеме, денот ми се расипа. И дури на крајот од денот знае да се случи такво нешто. И не само на крајот на денот, ние знаеме често пати тоа да го преживуваме и утре дента. Апсолутно, ние, како велат, ние, значи, она што сме го мислеле вчера, 90% од мислите си ги носиме и денес. И ќе ги носиме и утре и живееме во истата реалност. И дозволуваме истите навики да не носат и така натаму и така натаму. Сега моментот е како ние, токму таа енергија на страв, на една стегнатост, која што е огромна, вибрира ниско на вибрациите, нели, фреквенцијски ние се наоѓаме во една позиција на немање, на недостаток, на нешто, дури тогаш емотивната скала, емотиконот, кога ќе го видиме, тогаш ни се здрвени раце, нозе и така натаму, кога е страв, обично чувствуваме ледени раце и нозе, се чувствуваме и оневозможени дури нешто да правиме, дури толку знае да блокира, да не можеме ни да се придвижиме напред. Сега поентата е, како ние од тој страв, од таа голема енергија која што
те парализира да ја пренасочиш да работи за тебе? Па мислам дека индивидуална работа е, секој треба да го пронајде тоа во себе, која е таа точка која што ќе му направи еден свич, да го префрли од една во друга состојба. Кај мене тоа делува на тој начин што секогаш имам доверба, секогаш верувам дека и во момент на страв сепак има некој кој што мене ме чува, кој што мене ме создал, и имам апсолутна доверба дека што и да се случува за моje добро. Знаете, јас би ја искористила тука приликата да ви раскажам една кратка приказна која што мене многу ми остави силен впечаток пред неколку години кога прв пат ја прочитав. Имено станува збор за еден капетан на брод кој што патувајќи преку океанот, ги зел сопругата и својата 8-годишна керкичка со нив заедно на патување. Тега една вечер се случува насред океан, бура, невреме, патниците испаничени трчаат ваму таму, знаеш, и девојчето спиело покрај својата мајка, се буди и вика што се случува, нели, почувствувало и тоа дека има бура, и мајка и објаснува, има бура, но не плаши се, ќе се смири, нели? И девојчето вика, дали тато е на кормилото на бродот? Мајката вели да. Добро, се свртело на другата страна и заспало. Знаете, тоа толку ме натера на размислување. Девојчето знае дека тато е на кормилото на бродот. И сите ние треба да знаеме во моменти на бура кој стои на кормилото на нашиот брод. Така е. Барем мене, тоа ми делува многу. Секој пат кога сум била во некоја така, да речеме, и постресна ситуација, и неизвестна ситуација, милувам да се присетам на таа приказна и да речем, чекај, јас знам дека мојот татко е на кормилото на бродот, знам кој ги држи сепак конците. Така е. Знам дека сум безбедна. Така што мислам дека секој еден од нас треба да си го пронајде тоа свое безбедно пристаниште, кај што ќе ментално ќе отпатува за време на непријатна ситуација, за време на стрес, за време на бура. Сите ние треба да имаме, сите ние треба да имаме едно ментално пристаниште. Затоа што стравот, чувството на страв, навистина предизвикува бура и на хормони, и на емоции, дури и на физичкото тело наше. Така е, затоа што ние, како што милувам јас да кажам, сме свето тројство, нели, ментално, умствено, умот, емоциите и нашиот физикус, односно нашата физиологија. И се што се случува токму на овие нивоа. И јас би додала уште еден квадрант, тоа е духовноста, која што ја спомена, и тоа е тоа што не прави една целина. И кога секој од нас би го освестил тоа, значи би станал свесен за пристаништето кое што секогаш се наоѓа тука некаде во нас, и знае дека има сигурно пристаниште каде што може да се потпре на некого, нели? Тогаш во секој случај знае дека ја има потребната поддршка. Потребната поддршка првенствено од некој во кого веруваме, така што вербата е навистина многу силно нешто. И поентата е колку си веруваме на самите нас. Колку ние наоѓаме сигурно пристаниште и веруваме во тоа како ние го држиме кормилото за нас самите. Така што довербата е навистина една многу силна, да кажам, емоција, и потоа не носи и во добра состојба, на која што ние треба да ја веруваме. Што мислиш, дали со
еве, например, со некои нелагодности со кои што се носат луѓето во секојдневието, кога ќе ги овземе страв, приобично, не знам, полагање, поднесување документи некаде, или разговор со некоја личност која што, како што спомена и на почеток, не им е пријатна, не чувствуваат пријатни вибрации од другата страна. Што мислиш, како можат тогаш, во тој момент, да почнат да веруваат во процесот што веќе го започнале? Например, дека мора да остварат контакт со некој што не им е мил, а мора да го остварат контактот поради X причини, дали е тоа на работа, дали е можеби роднина некоја, нели, дали е пријател, или што да е. Значи, како да се справат според тебе во тие ситуации? Значи, токму тоа не би рекла дека е страх, меѓутоа е некоја негативност која што ја чувствуваат од некакво искуство претходно преживено. Како тоа да го исхендлаат? Како да се носат во таа ситуација? Знаете, многу полесно е да се каже како, отколку на вистина да се постапи така. Моје видување и моје мислење е дека ние кога настапуваме со љубов, кога настапуваме со разбирање спрема другата личност, кога се обидуваме еве да влеземе во нејзините чевли, како што би рекле, значи ние тогаш апсолутно тргаме се на страна и останува емпатија, останува љубов, останува разбирање. Значи многу е битно од која позиција ние тргнуваме во разговор со другата личност која што еве на момент нели и не ни е баш пријатна. Многу е битно со која позадина, да немаме скриени намери и мисли, да настапиме искрено и да си го кажеме тоа што сакаме да и го пренесеме на личноста, а понатаму таа дали нас ке не разбере, дали таа нас ке не свати дека имаме добра намера, тоа е нејзин. Апсолутно. Нашата работа е завршена со самото тоа што секундата пред да ја почнеме комуникацијата со таа личност или не знам, еве, полагање испит или било што, значи тргаме се на страна, само си ја повикуваме чистата емоција на љубов и добра намера и искрени чувства и емоции. И мислам дека нема промашај. Така е, значи да се вратиме, повторно доаѓаме на тоа да се вратиме кон себе и во себе. Кон себе и во себе. Затоа што нема надворешни, можеби има надворешни стимуланси кои што можат да ни помогнат, нели, да се доведеме во ситуација на моментално задоволство, добра состојба и сето тоа, но тоа е краткотрајно, тоа е плитко и површно. Додека ако сите тие работи ги бараме во себе, ние тогаш ќе бидеме изненадени од длабочината во нас и што се ние криеме и чуваме во нас. Така што отворено срце, отворен ум, желба со добри мисли, не останува место и простор за стравот, за лутината, за гневот. Така, може. Така. Еве прашува дали може едно прашање, секако ако е поврзано нина со темата. Она што е исто така важно, зашто ни се јавува сега сето тоа, затоа што ние како луѓе сме склони да плетеме приказни. Затоа што вршиме интерпретација на нешто пред да се случи. И обично се понесуваме од нашите минати искуства и предпоставуваме, а Екарт Толл рекол дека предпоставката е мајка на незнаењето, и предпоставуваме дека некој ќе изреагира вака, или ќе ни се случи онака, или замислете, одиме сега во некоја институција, таму има колона, и сега како ќе одам јас сега во таа, кој ќе чека на ред, па колку време ќе изгубам, и така натаму, и најчесто или се собираме, не ни одиме, нели, едноставно се откажуваме од некоја работа. Зошто? Затоа што плетеме приказна пред настанот да биде.
повторно. Зошто? Затоа што гледаме на вести, слушаме информации, како Петко Станко или не знам Трајче чекал. Па сега ние се повикуваме на таа приказна, а може би сме го доживееле тоа искуство, и ни сакаме да тргнеме, и друго. И те паќа палаица, како ќе чекам јас по редот, што ќе правам толкава колона. Затоа што има некои луѓе кои што додека чекаат на ред, може би тоа им представува проблем. Тогаш им се јавуваат нели клаустрофобија од самиот простор, луѓе, загушливост, немање на воздух, и кога има некој мал процент на некое раздрмување, што милуваат да кажат диагностички да залепат анксиозност или некаква си било која друга состојба, нели стравот измислен, се случува да додека чека на ред го фаќа паника и што ќе правам јас сега и така натаму, и едноставно да се откаже. Сега, моментот, што да правам јас во таа ситуација? Имам набој, значи, или нема да тргнам, ќе се откажам и ќе одложувам работата и ќе одложувам, што уште повеќе прави терет, бидејќи како одложуваме повеќе, така ни се, нели, се теретиме уште повеќе и мислиме на тоа уште повеќе и почнуваме да стануваме во непосекувана состојба, или одиме таму и почнуваме да нешто ме гуши, па нешто се мрткам, се врткам, и сега како таа енергија да ја исканализираме според тебе? Па јас по тоа ќе кажам мој мислење. Повели. Супер, јас овде повторно би кажала една моја случка со едно дете на една моја другарка кога беше помала, и ја земам еден ден со мене во кола и одиме во град, и она вика: "Цеце, кај се сите тие идиоти од вчера?" Викам: "Извини, Злато, кои идиоти?" "Па вчера со тато кога се возев до град, тато постојано свиреше на свирката и викаше: "Види го идиотот што прави. Види го што па идиот што прави." Така, добро. А кај се денес сите тие идиоти, знаеш? Така. Денес кога се вози со тетка Цеце нема идиоти. Поентата ми е, ако ние и пред да тргнеме, веќе се внесеме во таа состојба дека сега таму ќе чекаме, па таму сега ќе биде гужва, верувајте дека тоа ќе се случи. Подобро да не тргнувам. Подобро да не тргнувам. Нели, каде ни е фокусот, таму ни е и енергијата. Човечкиот ум навистина има толкава моќ да може да ја промени реалноста, да ја искреира својата реалност, но и да ја искреира во позитива или во негатив. Еве, например, многу луѓе се нервираат дека кога одат во град имаат проблем со место за паркинг. Така. Јас реално и покрај тоа што возам мала кола, значи мала, смарт двосет. Добро. Редовно на самото пристигнување кај што треба за мене има паркинг место јас да се паркирам. Така е. Затоа што од дома кога тргнам јас знам и не се оптеретувам кај сега јас таму ќе се паркирам, па ќе најдам ли место, па колку круга ќе свртам, како што гледам дека луѓето околу мене тоа го прават. Не, јас тргнувам и знам, треба да одам таму се паркирам и одам и имам паркинг место слободен. Така значи, и секогаш е така. И секогаш ќе го наоѓаш тоа слободно место. И за било која ситуација, ако ние почнеме да си плетеме приказни во нашата глава, како што рековте, ако ние почнеме да го развиваме филмот во нашата глава, токму таа ситуација ја привлекуваме и си ја носиме во нашата реалност. И за чудо некој па изненадени сме, еве, знаев дека ова ќе се случи. Така, тоа е потребата да се потврди дека сум во право. Воедно.
Да, тоа е многу интересно, а има толку интересни работи додека чекаш во ред. Значи, прво спознанието за себе. Да бидеш mindful, например, што значи тоа, свесен за состојбата и за ситуацијата во која се наоѓам. Има толку моменти, значи можеме да го наблюдуваме дишењето. Можеме да ги наблюдуваме луѓето околу нас. Можеме да наблюдуваме, велам наблюдуваме и го повторувам тој збор, затоа што кога нешто наблюдувам, јас не ја лепам емоцијата за тоа што го наблюдувам, туку објективен наблюдувач сум на нешто што ме обкружува, без да му давам етикета или било каква емоција. Кога нештото само го наблюдувам такво какво што е, окей, чекам јас на шалтер, супер, колку души има, супер, окей, што правам сега јас во овој момент? Еве, ќе почнам, значи, како ги чувствувам, да речем, нозете. Супер, колку души има пред мене, значи ги бројам луѓето. Го чувствувам здивот, кој што прави, значи, без етикета, туку едноставно, да ги наблюдуваме луѓето, навистина имаме многу од луѓето што да научиме, ние сите мислиме дека се знаеме, но наблюдувајќи ги луѓето, ние учиме и за себе. Така што имаме полни раце работа додека чекаме во ред. И не мора секогаш да се занимаваме со хаосот или што и да се случува во нашата глава, некогаш е хаос, некогаш е ред. А кога е ред? Кога ние ќе му кажеме што да прави. И тогаш најчесто го имаме редот. И, значи, првично е она намерата со која тргнувам, а јас дори сум и некогаш подобро е да не одам, ама подобро е еден ден, 2 дена, 5 дена, и ако тоа се провлекува, не, јас ќе одам. Затоа што тоа е мојот повик да видам што ќе научам во оваа ситуација. И буквално да се соочам со тоа што е пред мене. И да направам, да експериментирам и да истражам на еден малку поинаков начин, сега како ќе чекам во ред. Ете, значи, обичен банален пример за чекање во ред. Исто е, например, и кога се оди, нели, и по лека, и било каде кога ќе одите, знае, дури јас сум била сведок на една препирка, и тоа баш препирка, не кажувам во кој маркет, да биде реклама. Туку, едноставно се случува да некој од последна каса дојде на прва каса човек, за да надвор, ајде ќе се препираме, ќе се тепаме. Значи, луѓе во етерот, во просторот, значи енергијата, некако постои таков електрицитет, јас би рекла таков набој, што некој дури чека и најмала свирка од некој идиот, условно кажам, од тие што ги кажа, да, за овој да му се спротис, како едва и да чекал да излезе од него се што собирал негативно. Значи, дајте, што викаш, врати се кон себе, смири го умот и насочи се кон нешто што може мене да ми донесе добро во овој момент. А во овој момент што може да ми донесе добро? Може да ми донесе добро мојот здив. На крајот тоа ме поврзува со себе. Океј, што уште можам да направам? Да ги наблюдувам луѓето. Па секоја експресија, нечија експресија, јас учам од неа. Држање на тело, јас учам од тоа. Зборот кој што ќе го каже некој друг, јас учам од тоа. Значи, дали ми се допаѓа, условно кажано, или не ми се допаѓа, чекај, што му носи тоа? Дали ме носи во одредена состојба? Например, во обичен дуќан зема една жена сирење и вели, како ги направиле, сега ние, пазите генерализација, ние не можеме да си каснеме. Некои можат, други не можат. И значи ти добиваш некаков печаток дека, нели, класифицира некој настан, а воедно и оно ти што го кажува со паркинг просторот дека секогаш го наоѓаш, тука имаме една друга позиција кај што ти вика не можат да си каснат и како од пред време да се лишуваат да ја живеат таа реалност. Значи, гледате, од едно одење некаде, обично, колку можеме да научиме. И оно што сега се поставува како прашање, Светли, имаме прашање, ајде, да видиме, поврзано е со работно место, од работа ја веројатно ја напуштиле и малку луѓе сега веќе се дома, со мало дете и ете е останата дома. Што би можела, значи како
изморена се чувствува во телото. Што би можела тука ти нешто да кажеш, а потоа јас ќе кажам што имам. Така, значи јас ако добро разбрав, нашата гледачка кажува дека ја напуштиле од работа, таа е со мало дете, моментално е дома и се чувствува Така е. неубаво. Изморено најверојатно, значи во телото. Изморена е во телото. Вака јас би кажала на нашата гледачка која што ни го постави прашањето, не случајно си во оваа ситуација во периодот додека вашето дете е мало. Искористете го, тоа е најубавиот период и за вас и за вашето дете. Тргнете ја фрустрацијата и нервозата што подалеку од вас, уживајте ги моментите со детето. Секако доколку е проблем финансиската страна, верувајте дека кога ќе го растеретите умот и ќе бидете свесни на убавините, на убавите мигови што ги поминувате со детето, верувајте дека ќе се појави работата која што е за вас. Но пред се бидете благодарни на моментот што имате прилика да бидете 24/7 со вашето дете. Затоа што толку брзо раснат, еден ден ќе ви биде криво што не сте поминувале повеќе време со него. Супер. Супер, ти благодарам. Предпоставувам. И Нина е задоволна со одговорот. Да, и тоа е тоа. Секако искористи го времето, Нина, со твоето дете и радувај се буквално на секој миг што го поминувате заедно. Тоа што овој момент излегло со работата така, сигурно не е ништо случајно, јас во случајности не верувам. Така што ќе се појават многу прилики, верувам возраста ти е млада си, оноа што јас го знам, нешто ако ми останат осеќавања, добро помнам, така што верувам дека ќе имаш уште многу прилики кои ќе ти се отворат, а сега посвети се онаму каде што самото ти се дало, да се посетиш и ти се кажало, не е ништо попусто. Ти благодарам, Светле, уште еднаш благодарам, Нина, на прашањето и Микица има прашање, вели, како да се однесуваме кога ќе треба да се сретнеме со некој негативен, тоест, како да не дозволиме да ни повлијае и да не ни ја спушти вибрацијата. Баш како што вие, Ирена, го поставивте прашањето. Така? Да не дозволиме, да не ја спушти вибрацијата. Супер. Најдобро е да ја подигнете свесноста на повисоко ниво, да бидете свесни на моментот и да бидете свесни на вашата вредност. Бидете сигурни и свесни колку вие вредите, на тој начин си ја подигате вашата вибрација и верувајте дека не може ни една негативност да ви наштети и да допре до вас. И тогаш можете да се сретнете и со цела една армија на негативци и да останете во добра состојба. Така е. Мој Супер. Супер, ти благодарам во секој случај. Има и техники за тоа, но кога наблюдуваме некого без емоции, вие уште при самото поставување на прашањето, Билкица, значи поставувате прашање кога ќе сретнеме некоја негативна личност. Што значи тоа? Дека јас уште пред да ја сретнам имам веќе оформено некое мислење, етикета, така е, дека е личноста негативна и не можеме да очекуваме ние некоја позитивност ако веќе сме пристапиле дека ќе се сретнеме со негативна личност. Оноа што треба да го направиме е да ги тргнеме сите наши уверувања од претходно искуства кои што сме ги имали, да настапиме буквално како прв пат да ја гледаме таа личност, без никакви емоции. Од тоа јас знам, кое што не носи во една ригидност и не затвара буквално за нови искуства и нови креации, туку да пристапиме, чекај да видам што ново ќе се случи и ќе произлезе од оваа средба. Дајте си вие прво можност и изберете да се отворите во контактот со таа личност. Без етикета,
на плюс-минус преддадениот број. Така што, едноставно, се сретнувате со личност. Одредена постапка не кажува каква е вистински таа личност. Така во даден момент може би смеа доживеале, но тоа воопшто не кажува дека е токму таква таа личност. Прашајте ги незините најблиски, сигурно ќе кажат, ма злато е. Значи, секој има своја перцепција и секој се фокусира и ја гледа токму онаа страна што сака да ја види. И затоа бидете онака отворени, open-minded, што ви рекле, и отворени и буквално без предрасуди, бидете со емоциите на страна, и едноставно дајте шанса на себе, дајте избор за себе, изберете да бидете истражувач на друга перспектива од истата личност. Ето. Ако ова користеше, супер. Ви благодарам во секој случај. И оно што ни остана за крај, бидејќи подосна се вклучивме и малку подосна траеме, е како да престанеме реалноста да ја тераме да биде по наше. Да бидеме секогаш во право. И дали можеме тоа, да биде секогаш по наше. Реалноста. Така. И не, се што ни се случува, да биде по моје. Ќе биде јас како ќе кажам. Знаете, ова е доста интересна тема и бара многу повеќе време. Меѓутоа, ајде, нема да им одземаме ние толку на гледачите. Јас така, што се тука уште сите на 30-ката сме. Да. Добро. Иначе јас како дете бев едно такво дете што сакав се да биде по моје. Се да биде по моје. И често тоа нели ме носеше во состојба на лутење. Знаеме дека се лутиме кога сметаме дека не добиваме нешто кое што го заслужуваме. Меѓутоа, со текот на годините, со текот на растењето, на развивањето, на зреењето, колку сме, баба ми викаше, колку сме постари, толку сме помудри, и белата коса е венец на мудроста. Да. Така што веќе подолг период сметам дека не ми е битно да бидам јас во право и да биде се по мое. Најбитно ми е јас да бидам во мир и останатите околу мене исто така да бидат во добра состојба. Значи, небитно ми е дали сум во право или не сум во право. Небитно ми е дали нешто ќе биде по мое како јас што ќе кажам. Битно ми е како јас ќе се почувствувам да останам во мир. Така е. А останатите може слободно да бидат во право до, што би рекле србите, до миле волје. Така е. И благодарам. Супер, еве и поздрав од Ирина. Имаме одлична и длабока тема, нели? Благодарам. И така е, значи да видиме што ни е поважно, дали да тераме реалност да биде по наше или да останеме во мир. Реалноста ја креираме ние, односно таа искреирана наша е само да го направиме избор. Сакам да ми биде вака, сакам да ми биде вака, тоа е тоа. Само отскокнуваме од едно во друго поле, а оноа што е да биде по моје, па и не мора секогаш да биде по моје. Подобро е да биде по нечие, ако треба, а јас што велиш да останам во мир. Јас имам прашање во врска со потребата да бидеме во право, дали станува збор за потреба за контрола поради сигурност и чување на внатрешната слика за себе, да. Тоа е потреба да што ја има нашата, да кажам, што се во нашиот вредносен систем, и контролата, значи дека ако јас не добиам потврда од надворешната страна, од надворешниот фактор дека сум во право, тоа значи дека некаде грешам.
И сега, јас не сакам да имам грешки. Од каде се грешките? Потекнуваат од детството. Знаеме дека она што го носиме не смееш да сгрешиш. Тестовите што ни се оценувани врз основа на грешките кои што се прават и се губат бодови. Дома кога ќе дојдеме, ќе добиеме од домашните, сакајќи ни најдобро, се разбира, дека како си можел овде да сгрешиш, како си изгубил тука бод и така натаму, и сето тоа ние си го носиме. Сакали или не. И затоа од тука се јавува потребата да контролираме се и да бидеме во право. И тоа е една феноменална игра на егото, тема која што ќе ја чепнеме следствено во останатите епизоди. И тука веќе е феноменално, мислам, супер е егото во нас, е феноменална работа, која што ни кажува секогаш кога не ни е добро, значи ние кога се спротивставуваме и влегуваме во отпор и во конфронтирање за тоа да докажеме дека мора да бидеме ние, и мора да биде по моја и никако поинаку, дури така и во воспитувањето со децата, нели, и така натаму. Меѓутоа, што се случува тука? Тука се пушта оноа дете кое што можеби не било задоволено, па сега влегува во улога на родител и така, тука се мешаат повеќе улоги. Многу е интересно и тоа за разговор. Значи, влегувајќи во таа улога, фактички јас се наметнувам себе си и ти мора да ме послушаш мене. И ако не е така, добивам чувство на помала вредност. И тука се јавува тоа рипа тогаш. Како ти не си во право, види, тоа е 100% така и така натаму, друг нема право на мислење, тоа твоето е 100% така. Значи, тоа е потребата за контрола и перфекционизам и потребата за доминација, бидејќи некаде во детството затаила. Некаде во детството нешто не било задоволено. Сега, како возрастни, условно кажано, можеме да доминираме затоа што сме возрастни и можеме да докажуваме. Како деца може би не замолчувале, слушај повозрастен што ти зборува, тој секогаш е во право и така натаму и така натаму. И сега јас стана возрастен, а не ме слушаат дека јас сум во право. Како можеме да и почна тука конфликтна ситуација да се јавува во самите нас. Така што она кога и барате да бидете во право, сакате да докажете дека сте во право и ви создава немир, тоа е гласот на егото. Секогаш кога со тоа сте окей, тоа е вашиот глас. Чисто да знаете, еве вака едно видување кое што е корисно во даден момент, да знаете кога сте вие, кога не сте вие. Кога некој друг тука меша прсти, дал умот, дал нешто се поместува тука. Чисто да знаете, кога сте вие во добра состојба и затоа, како што рече и Светле, јас ќе бидам во мир, а ти биди во право. Така што мене ми е окей. Повели Светле, имаш ли нешто уште да додадеш? И по однос на ова прашање. И по однос на прашањето кој што го постави. Да, ако имаш нешто да додадеш. Така. Супер. Тука гледам дека малку е чепнато во тоа во желбата за контрола, нели? За тоа да бидеме тоа е перфекционизм. Да, желбата за контрола. Знаете, контролата е доста интересна работа и доколку е тоа професија на некого, е супер. Доколку некој зима плата за тоа да биде контролор. Нели, ние мора да имаме на аеродром контролори на летови, мора да имаме во Министерство за животна средина контролори кои што контролираат што се увезува или контролори на квалитет на храна. Моето мислење е тоа. Доколку контролор е твоето работно место, тогаш контролирај професионално и најодговорно. А доколку не е тоа твоја работа, не се обидувај да контролираш. Не можеме ние да ги контролираме работите околу нас. Единствено што можеме да контролираме се нашите мисли
и нашите зборови кои што излегуваат од нас. Мгм. Сега, Мгм. кога остава простор, можеме на децата додека се на најмала возраст да контролираме нели што гледаат сега на телефоните, што тоа задолжително мораме да го правиме како родители. Но се друго да го контролираме партнерот, каде, со кого го збори на телефон, пораки да проверуваме, да... Знаете, има ситуации каде што се оди дури и до таму, без разлика дали го тоа прави сопругата или тоа го прави сопругот, ако навлезат малку подлабоко во тоа контролата кој ја има и кој треба да ја врши, запаѓаат во многу голема замка. Затоа отпуштете, спротивно од контрола е доверба. Мгм. Барем А јас морам да се надоврзам, затоа што ние срцето наше не го контролираме. Тоа едноставно чука во нашите гради и не одржува во живот. Значи, ние немаме контрола. Ние можеме да управуваме со нашите мисли, со нашите зборови, со нашите емоции. Зборот контрола е баш тоа што го објасни убаво пластично. Го има контролорот како работна задача, го има, нели, било кој како работна позиција. Но ние немаме контрола над работата на нашите црева, цревниот тракт, над работата на нашите органи и за дишење, на нашите органи за варење. Тие едноставно си варат, си работат и ние им веруваме. Значи, отпуштете ја контролата и верувајте. Верувајте во процесот, верувајте во себе и управувајте со вашите мисли, вашите постапки, вашите зборови и вашата состојба во која се наоѓате. Како? Следејќи го вашиот компас, а тоа е што не ми предизвикува пријатност кај мене, а што и од што јас се чувствувам окей. Чувствувам мир, спокој. Едноставно тогаш знам дека сум на вистинскиот пат. И со вистинските луѓе во вистинското време. И супер убаво што и ова го посочивме. И вели вака, Викторија, подобрување на сликата за себе е цел процес и константна работа, точно, апсолутно. Учење нови вештини и слично, така е. Во одговорот предходно споменавте да ја подигнеме вредноста за себе. Па како најлесно да го постигнеме тоа? Ајде, повели Свето. Супер, одлично прашање. На кое што ќе треба самата гледачка да си го побара одговорот во себе. Нели, сите ние знаеме колку вредиме. Јас не можам да кажам колку вреди Ирена. Ирена не може да каже колку вреди Светле или било кој. Тоа мораме да го бараме во себе. Значи, да, кои се моите вредности? Вредна, работлива, искрена, мирољубива. Побарите ги своите вредности во вас и ќе видите дека навистина многу вредите. Еве, за почеток можете, ако сакате да си ги барате вашите вредности, да почнете да запишувате благодарности. На што се вие сте благодарни, ќе видите колку вие вредности содржите во вас. Да го дадеме чисто како пример и насока. Така е. Супер, ти благодарам ова што го споделуваш, затоа што да, навистина благодарностите се многу моќни и за почеток запишете што се вие имате како вредност. Бидете благодарни на тоа што го имате како вредност. Првенствено на се што имате. Значи, едноставно запишувајте. Еве,
што можете да си забележите кај себе. И секој ден напишете барем една вредност повеќе од претходниот ден. Наредниот напишете барем 2 повеќе од претходниот ден. Третиот ден барем 3 повеќе од претходниот ден. И така почнуваме да стануваме свесни за сопствените вредности. И фокусирайте се што добро направив денес. И што добро ќе направам утре. Зашто сум способна јас да направам. Така што, ете, тоа е нешто... Спето тоа, пишувајте го барем 21 ден во континуитет. За да ви стане одлична навика. Така е. Како да го стопираме перфекционизмот да не однесе во бърн-аут? Феноменално. Можеш, Светле, да почнеш или јас да одговорам? Феноменално прашање. Иренче, повели ти. Да, бака, јас како некој што го поминал бърнаутот. Е така. Да, може да одговори. Значи, јас бев перфекционист пар екселанс. Некој кој што буквално пред да пушти мејл, пред нешто, било што да направи, нели, дури блогови кога пишував и сето тоа мораше се да биде нов ред, 2 прста место ти реков, ми рече се да биде се како што треба. Дури и се што се планира се да се реализира, па ако не наиде на тоа, па да доведе до разочарување, тоа е всушност бърнаутот. Едно разочарување. 2, зошто? Затоа што имаме преголеми очекувања. И како да се спречи сето тоа? Едноставно, да се фокусирате на тоа што е добро, а не каде сте сгрешиле. Значи, фокусот на тоа, каде сме сгрешиле, ни создава, значи да бараме уште и уште и уште. Основата на перфекционизмот е низок степен на самодоверба. И затоа ми е потребно да не сгрешам. Затоа што, ако ме поправат, докажува дека јас не вредам. Ако некој ми упати некоја критика, вау, ти ке климаш со глава, аха, фала што ми кажа и така натаму, да ви благодарам многу, внатре не ти е добро и доаѓаш дома и си кажеш, како можев јас това да го направам? Значи, за да не доаѓа до такви ситуации е токму тоа, прифаќањето. И супер е кога во овој момент признаваме дека признаваш дека си во таква ситуација и дека Михаела и дека си во бърнаут, супер, јас бев. А веќе не сум многу одамна, затоа што не ги барам грешките. Не се извинувам без потреба. Забележете се, кога пишувате некому мејл, кога ќе влезете во продавница, било каде, кои се првите реченици? Извинете што ви пречам. Простете што ве вознемирувам. Ако ве вознемирувам, извинете, но ме интересира тоа. Кому му се извинувате? Како знаете дека вие некому му пречите? Кој ви го кажал тоа? Дали тој што ви ја праќа пораката, каде што треба да ја пратите пораката, тој што треба да ви одговори, ви кажува доста не замарај. Не, никој не ви го кажал тоа. Кој ви го кажал? Креацијата на вашиот ум. Значи, немате потреба да се извинувате. Немате потреба да ви простуваат за нешто што не сте сгрешиле. Едноставно, тоа е тоа перфекционизмот. Да не сгрешам. Сите учиме од грешки. Грешките да не се, ние не можеме да растеме. Токму тоа, дозволи си да сгрешиш. Дозволи си. И речи, окей, и ова мене може да ми се случи. Вау! Значи, едноставно, дозволи си да сгрешиш. Баш ке видам што ќе се случи. И имај онака отворен ум на љубопитност. Да видам. Не мора се да е толку страшно и сериозно. Вау, јас грешам. Ау да ми е. Чекај да што го научив од ова.
Значи, едноставно, само малку сменете ја позицијата и ќе видите како ќе добиете сосема едно ново искуство. Михаела, дали ти е корисно или имаш уште некое подпрашање, Светле, повели надополни доколку имаш и ти твој увид во овој брнаут и во перфекционизмот. Значи, верба во себе е основата. Точно, само вербата во себе, вербата во своите способности и слободата во духот дека и да погрешиме, не е крај на светот, освен ако не сме хирурзи по професија, пак ќе кажам, така што ослободете се од потребата секогаш се да биде совршено и да биде без грешка. Така е. И ова ми се допаѓа. Здравко Митев, кој вели интересно, но сепак вели не се откажува. Но сепак перфекционизмот е клучен за прогрес. А кој тоа го кажа? Кој тоа го кажа? И подобрување. Или сепак има и понежен начин. И ова ми се допаѓа. Понежен начин. Значи, многу интересни констатации има во прашањето, кои што укажуваат на тоа дека перфекционизмот е нешто што не држи во напор, напнатост, притисок. Со самото тоа освестувате многу работи и кажувате дека перфекционизмот ви создава терет. Ви создава нешто што не ви носи добро, а видите дека е перфекционизмот клучен за прогрес. Затоа и да прашам, кој тоа го кажа? Дали е перфекционизмот или пак тоа што ќе го дознам како фидбек што ќе го добијам од тоа што го правам во даден момент. Па дури и кога сум перфекционист. Значи, окей, не ми одговара. Што правам сега со тоа? И моментот тогаш умекнувате, значи, ете го тој нежен начин кој што го спомнувате, значи, ослободете се од тоа што ве оптеретува, ослободете се од менгемето кое ве собира буквално и ве стега, и што ако сгрешам? Што ќе се случи? Што најлошо може да се случи ако сгрешам? Вау! Ништо. Оно што може да се случи е да добиете фидбек на тоа и тој фидбек да му кажете добре дојде, затоа што тоа ве носи во скалило нагоре. Значи, ако сакате да растете, ако сакате да напредувате, дозволете си да сгрешите. Перфекционизмот не носи кон прогрес, носи кон регрес. Затоа што се враќаме на стари навики, стари грешки, старо преиспитување на себе, стара анализа е еднаква на парализа. Оноа што не носи кон скалило нагоре и кон наш прогрес е да си дозволиме да сгрешиме. Некогаш и срцето знае да прерипа, за да му обрнеме внимание. Значи, грешката е да си посветиме внимание на себе и да си се прифатиме во нашето совршено несовршенство за наш раст. Така што, луѓе, дозволете си се што е дојдено е за наш раст. Наше е да го прифатиме и да го прегрнеме и да продолжиме по патот по кој што сме дојдени тука да учиме. Дали има уште некое? Супер, многу ми се допаѓа, се отворија прашања, што е феноменално. Вајда, перфекционизмот е страв од медиокритет, да, и просечност. Да, апсолутно. Апсолутно. Токму тоа е. Просечноста не секој, оно што го кажавме, како образци што си ги носиме, како верување што си ги носиме, и тоа е тоа. Во секој случај повторно се работи за недоволна верба во себе и кога јас немам доволно верба во себе, тогаш сакам да сум перфектна. И да не сгрешам, леле, ако сгрешам, што ќе речат другите за мене? Што ќе биде ако и така натаму. Значи, едноставно го ја дозволете си да грешите. Повели, ако имаш уште нешто, Светле, да додадеш, повели.
Па во врска околу Воопшто. перфекционизмот, јас тоа го доживувам како без потреба секој ден да си ставаме уште по една вреќа товар на грбот и тешко ни е движењето, но упорно не се откажуваме од товарот кој што го носиме, едноставно уживаме да се мачиме. Тоа е тоа што перфекционизмот ни го прави на нас самите. Значи, баш како што рековме, тргнете се, ослободете се, за да го видите прогресот и напредокот. Така е. Ослободете се од товарот и од тие уверување и навики на размислување дека сето оно што е добиено, стекнато со напор, со труд, со мака, тоа Мака дека сето само оно тоа што вреди. лесно се добива, тоа е нормално. Ма немој. Мислам, за некој што е така, за некој му е нормално, за некого може би му е тешко. И знаете како, баш напротив, оно што со лесно го добивате, тоа е вашата моќ, тоа е вашиот потенцијал. Тоа што се гледа дека е нешто лефтерица и онака лаганица, тоа е тоа што е можеби вашиот повик. Но ние сме учени дека треба онака својски да се трудиш за да добиеш нешто што и тоа е вредно. Значи, опуштете се и креирајте буквално реалност. Не креирајте таа искрирана. Само отидете и изберете реалноста која што сакате да ја живеете. И тоа би било тоа, повеќе прашања. Јас како што гледам нема. Супер, ти благодарам. Здравко, ми значи, верувам и на Светле, штом размислуваш, нешто сме поттикнале и навистина ти благодарам. И те очекувам и во наредниот лајф да се вклучиш и со вакви прашања, прекрасна публика, прекрасни прашања, навистина. Сите поврзани со темата, што е особено важно. Еве, поздрав до нас. Многу корисно. Благодариме, вели многу корисни совети. Вака сега јас нешто ќе ве поттикнам уште нешто вака за крај. Советите се само совети, тоа вие како да прочитате еден рецепт како се прави на пример, не знам, чоколадна торта, ама ако не ја направите тортата, не можете да ја вкусите и да почувствувате колку е таа вкусна. И дали е блага и дали навистина рецептот вреди. Така што, се во ова што го слушнавте сега, само применете го. Отидете утре на еден интересен предизвик, и ако ви било страв да чекате во ред, баш ќе чекам во ред, па да видам што ќе се случи. А ако ви било некој да го гледате вака попреку или да ви предизвикува ваква таква емоција, баш ќе одам да направам муавет со човекот, чисто онака ќе го наблюдувам. Значи, дајте си само задача и направете го тоа. Значи, да не биде само вас советувалиште, туку напротив, нешто да истренирате и да направите. А во наредниот лајф ќе ни кажете впечатоци, па можете и да пишете во DM дали имате некои нови искуства, затоа што со Светле се гледаме во среда на едукациите кои што ги имаме на опреси се дружиме ние, така што ете ќе споделиме и таму нешто интересно. Светле, нешто за крај да им порачаш? Еве, јас за крај сакам да им порачам на сите, првин да им се заблагодарам што беа присутни за целото ова време со нас и да им порачам дека не морате да верувате во ништо од сето тоа што ви го кажав оваа вечер, но јас ве замолувам сето тоа да го тестирате. Затоа што најдобро ќе се уверите ако сето тоа го истестирате. Да не остане само празни зборови, не ми верувајте, слободно повелете и тестирајте, па да видите дали тоа функционира или не, и во некој следен лајф слободно да ни споделите. Така е, дали благодарам. Функционира. Така е, супер порака, и се надоврзуваме, се надополнуваме, затоа сме заедно. Супер, ти благодарам многу, Светле, ти благодарам што навистина
прекрасни метафори, метафорички приказни сподели со нас, прекрасно искуство и искуствени приказни сподели со нас. Навлегувме малку во енергетската работа, што во наредно вклучување малку и подлабоко ќе зборуваме за таа работа и ќе биде интересно. Ги повикувам и тогаш да се вклучат, така и ве благодарам. Значи, и јас истото го порачувам да си го практикувате и оваа недела бидете истражувачи во секој ден и секој миг во оваа работна недела. Благодариме на поздравите, еве, така, одлични бевте и се гледаме следен лайф. Така, и следниот лайф ни е наредната недела, исто така во 20 часот и 30 минути. Се вклучуваме со нова интересна тема. Светле, уште еднаш благодарност голема и од мене. И се разбира. Сакајте се себе, сакајте ги луѓето кои ве сакаат вас, чувајте се себе и чувајте ги луѓето кои ве чуваат вас. Имајте убава вечер и пријатна работна недела. Чао! Чао, чао!